Почитувани гледачи, добар ден. Почнуваме ново издание на контактната емисија Очи во очи на телевизија 24 со мене Исо Мухич во двата дела од емисијата во тек. Помеѓу другото, без оглед на тоа што една од темите се однесуваше на патот на Македонија кон ЕУ, сепак се провлекуваше прашањето околу законите, ако сакате законите, токму и поднос на ЕУ, правото, демократијата, дури се спомнуваше и фашизмот. Па тоа ме инспирираше во насока во која всушност кога зборуваме за правото, државите во кои за правниот поредок и за имплементацијата на правото се грижи власта, всушност самата слика на државата покажува колку власта се грижи за правото. И во таа насока се подсетив на еден познат правник и филозоф од периодот на 19-тиот и 20-тиот век, германски, Густав Радбрух, кој всушност токму со оглед на тоа, тој бил и министер за правда, но имал реакција и по однос на злоупотребата од страна на нацистите, токму за покорност на луѓето, токму на она задолжителното применување на законот. Законот си е закон, па макар и да предвидува убиства, одбележување и слично. Законот е закон. Тој токму на тоа и се спротиставил и всушност активно се посветил на стојалиштето дека правдата и моралот се нераскинливи елементи за исполнување на целите на правото. Со други зборови, народот и правниците не се должни да бидат послушни, односно послушници за неправедните закони. И од тука е неговата таа позната дефиниција, ако сакате, на Густав Радбрух, дека не е секој закон право. Неправедниот закон е законско неправо. И оној пристап само законот е закон и мора да се почитува апсолутно не држи, особено ако правдата и моралот не се дел од тој закон. И така доаѓаме до денешната тема, која всушност се однесува исто така на она што беше спомнато и во емисијата, значи актуелно, а и што туку случајно во фактички втората половина од денот, а тоа е ветото или неподпишувањето од страна на, или сега имавме од или на, од страна на председателот Стево Пендаровски, неподпишувањето на указот за прогласување на законот за легализација на дивоградбите. Всушност, помеѓу другото, опширното објаснување на председателот Пендаровски може да се сведе токму во она што Густав Радбрух го вели: не е секој закон право, неоправданиот закон е законско неправо. И е дел од темата, а всушност дел од темата е она што Пендаровски го извлекува како практично идентична поента. Вели, го цитирам: верувам во водењето на политиката во границите на правото и затоа не можам да се согласам од неправото да создавам право. За жал, усвоениот закон е пример за такво поведение. Така да во продолжение на темата, значи создавање право од неправо. Дали имаме таква ситуација, откако собранието во вторникот, и тоа по скратена постапка, без дискусија, го усвои законот, заеднички 72 гласа за. Имаме реакции доста, значи, интересно е и од власта, но и од опозицијата, кои се и во прилог, но и против. Она што е пак најново, по неподпишувањето на законот од страна на председателот Пендаровски, е реакцијата на Христијан Мицковски од ВМРО-ДПМН, кој помеѓу другото бара и објаснување од Пендаровски зошто не го подпишал, велејќи дека тој подпишал и многу други штетни и поштетни закони всушност, а дека легализацијата била дел од агендата на неговата средба со премиерот Заев. Мицковски ги обвини политичарите кои се противат на изгласаниот закон и ги нарече естрадни и политиканти, бидејќи не се спротивставиле и не поднеле амандмани. Односно, значи, со други зборови, наместо сега да
дигаат галама, нека поднесат амандмани ако мислеле дека тоа е штетно. Како и да е, едно е сега епилогот од ова како може понатаму да се развива, а тоа е дека Собранието сега има рок од 30 на дена за повторно да го донесе законот за легализација со најмалку 61 глас, или евентуално амандмански да се интервенира во членовите за кои Пендаровски има забелешки. А ако законот биде донесен повторно, Пендаровски би бил обврзан да го потпише. Меѓутоа, и тука доаѓаме до прашањето дали сега заеднички или не, власта и опозицијата ќе го урнат ветото на Пендаровски и дали е тоа право или неправо, особено кога во форма на закон ќе биде, ако биде. И уште еден момент дека всушност последниот збор би требал да го има Уставниот суд. Тоа би била и она последна инстанца. Во секој случај ова е прв закон кој председателот Пендаровски не го потпишал за да стане дел од правниот поредок, а еве Мицковски бара објаснување зошто не го потпишал. И тоа е едниот момент како понатаму ќе се развиваат работите по однос на ова, но како се развиваат генерално. Дали создаваме право од неправо, тоа е суштината. Оти го имаме случајот еве и со најавените за утре протести по однос на дигитализацијата на учебниците, за кое едно прашање дали е во ред или не е, друго прашање е како се турка. И тоа директно се вели, и тоа и кажано од министерката Царовска. Уставно право е да протестирате, но ова е, да се протестира, ова ќе се заврши. Во таа насока, не навлегувајќи воопшто дали треба или не треба. Скратени постапки, нема дискусии и слично се она што ги одбележува еве ваквите постапки, и не само една, и не само некои банални, тривијални. Мислам дека е сосема доволно за да ја сватиме суштината околу тоа дали се создава право од неправо, односно дали секој закон е право и според она, затоа ви го спомнав и всушност ме подсетивте, фашизмот беше спомнат, ме подсетивте на Густав Радбрух, кој токму на тоа се спротивстави оти тоа било според него злоупотребување од страна на нацистите, токму како обврска дека законот е закон, па што и да предвидува тој. Дури и кога е неправеден или неправичен. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден. Ве поздравувам. Поздрав до тебе и со телевизија 4. Повелете, да. Ова тема денески добро што извлековте и што ја ставивте, затоа што јас потполно го поддржувам претседателот на Република Северна Македонија Стево Пендаровски, без разлика. Тој е човек со меѓународно право кој предава. Знае што е право, што не е право. Овој закон, сега што го донесува во собранието двете, и позицијата и позицијата, нека извинат, се мешаат во правниот систем. Тоа не е право. Зошто ќе кажете? Затоа што, јас и некој зборував за тоа, имаме ние покренато кривични постапки пред судот, каде што тука ние на некој начин ги аболицираме тие луѓе кои што се огрешиле против законската градба на сите оние објекти. Како што е Латас, Стевче, Мавровка, кај Америчката амбасада и така натаму. Со тоа што еве како задиваме ние и се мешаме во судската власт. Тука треба се повлечат тие кривични пријави и да ги ослободиме од кривична одговорност. Не станува за оние обични куќарки што се правени на сиромаштијата и така натаму. Онде станува за големи луѓе кои што грабале, не знаеле колку приграбува. Со тоа што јас ќе го поздравам сите оние пратеници кои се во собрание да поново се преиспитат, да не носат не закон, ова е не закон, не е законово. Ова е го нишат правниот систем во државата. Затоа јас нека не зборувам Мицковски некои работи кои не се издржани, прво нека се и васпита своите пратеници да не гласаат тоа што не треба се гласа во Република Северна Македонија, односно да го рушиме правниот систем. Ви благодарам многу. Ви благодарам, ве поздравувам. Се појавија коментари дека со овој закон всушност се амнестира
дека разлика и нема амнестирање за дела на осудени или амнестирање на неправото повторно. Добар ден, повелете. Ало? Повелете, во програма сте. Добар ден. Добар ден, Значи, јас вака ви почнал. Не они да ни извинат. Ние треба да им извиним. Затоа што они седат со наши платени пари во домот, во куќата на нашата татковина. Тоа што ни го приредија, како на многу пати наназад, сега овој пат пратениците не понижија, не омаловажија и грубо кажано не шамара. Значи, пазете, обединување може да има кај што има интерес. Тоа бидете сигурни дека дел од нив имаат личен интерес. Па дали преку објекти, дали преку индиректни на црно парички, како заголосениот Латар што работеше, и така ги стекна тие три хациенти. Значи, видете, проблемот е во тоа што ние во суштина немаме пратеници со своje јас. Мене крајно позитивно, ништо нека не значи тоа дека Диме го кажа, ме изненади професорката Давкова. Толку убаво објаснување даде, да ја немам зборови. Али знаете што е трагедија? Она е обкружена со незини студенти. Едногледи, лошо настроени. А професорката Давкова, која што им била нивна професорка, многу добро излагање даде. И за на крај, видовте ли призорот министеров за здравство? Си ги покани поранешните министри за здравство. Без разлика дали е правник или е доктор, ама бил министер, да го слушне нивното мислење. Тоа е, драг водителу, тоа е демократија. И честитки до председателот Пендаровски. Не се одважи он, него го каже оно што народот го мисли. Така, благодарам, ве поздравувам. Подпредседателот на ВМРО-ДПМН е Александар Николовски, смета дека легализација ќе има само за оние градби кои се наменети за живење, а не на деловни објекти, хотели или објекти со кои се прави профит. Наспроти ова пак Силјановска, професорката што е спомна гледачот, вели бесправно изградени објекти не можат да бидат од јавен интерес или од интерес на Републиката. И каде сме сега повторно, понатаму во перспектива, кога Христијан Мицковски најавува дека ВМРО-ДПМН ќе го блокира донесувањето на законот за продажба на државно земјиште, доколку не бидат прифатени нивните забелешки. Значи, и повторно истите сценарија, не знам, или е закон за државјанство, или сега ова, и начинот. Не само сценаријата, туку и начинот. Ако не оди вака, тогаш блокирање. И тоа гледате повеќе или помалку секој го прави. Генерално, значи, каде одиме и токму и во контекст на она што и како прва реченица го кажав, во земјите во кои имплементацијата на правниот поредок е грижата на власта, самата земја, држава е огледало тогаш и на тоа каква е власта по тоа прашање. Добар ден, повелете. Добар ден, почитувани се. Ве поздравувам, повелете. Спомнавте, значи, владење на правото, на законот и неговото спроведување. Меѓутоа, ајде да видиме ние очигледно дека имаме проблем во општеството. Значи, илјадници граѓани, ако не стотици илјади граѓани се судираат со некои права што треба да ги остварат пред управните органи. И не можат. Значи, зошто се доведени во проблем? Еве ќе ве навратам историски малце наназад. Седнете со некој стручнек од имотно-правни работи, Добро. што се во службите во општините, или со некој адвокат за градежни дозволи, ќе ви го потврдат тоа што ви го зборав. Значи, пазете, уште Тито и Кардель кога беа живи, во 78 година донесоа закон за градежно земјиште, каде што било предвидено негде нешто да се гради, и го викат маркица, тоа земјиште било на државата. Така. И затоа после Груја се обиде со закон за легализација, односно и приватизација на земјиштето, таа неправда да се исправи. Меѓутоа, што имате во управните органи? Имате нерешени предмети за приватизација, а кои се неопходни за градежна дозвола, со десетици години. Значи, имате проблем, реален проблем. Некој спомна Лата справил дивоградби. Ами, ова глобал не беше дивоградба, ама го амнестира.
го аболицира, го амнестира. То може, нашето е. Ако то владење на право е, да. Ајде се молам. Значи, луѓето имаат проблем. Еве, јас мене во 3 генерации што ви прават? На моје земјиште, комунистите во името на народот ми го зема, јас барам да се гради на моје земјиште, не можело. А мафијаши и сосила кои ќе ти го земат со експроприација, тогаш можело. Овие сега, што северните другарчине што би кажуваат за владење на право. Благодарам. Да, благодарам. Во ред, но што правиме со тоа? Еве, имаме реакција од над 20 граѓански организации, екологисти, меѓу другото и така натаму, кои укажуваат токму на тоа што овој закон го предвидува, а тоа е легализација и на сите дивоградби и во заштитените подрачја, во областите каде што има изворска вода, националните паркови. И што имаме тука сега? На Чекор, кога Шарпланина треба да биде прогласена за национален парк, велите, што да прават? Во ред, да, проблемот со Попова шапка, да речеме, апсолутно не е решен. И нема, тоа е сосема јасно од општина Тетово, апсолутно не е, ништо од тоа не е легализирано. Но од друга страна, што да прават сега луѓето кои направиле таму палати и ја пребукира таа населба туристичка, која веќе не знам на што личи, но еве тие куќи се навистина да позавидат и онака навистина подобро стоечките, еве кои можеби ќе бидат дел опфатени со овој закон, каде што само подпорните ѕидови се можеби неколку просечни куќи. И сега имате тука дополнително, не знам, манастир изграден, па опонира на манастирот од друга страна џамија, која е исто така велелепна, прекрасна, но колку потребна, дури како медреса, училиште, на 1800 и колку, 47 метри, неполни 2000 метри, во туристичка населба. И сето тоа е нелегално и е направено. И сега навистина што да прават? Па тоа да го сруши некој, не знам кој би го урнал. Не може. Освен да се легализира. Но повторно темата е таа, значи правото и неправото, односно дали на некој начин аргументот на Пендаровски дали создаваме право од неправо. Така да едно е на градските подрачја. Имаме, гледате, заштитени зони, подрачја, национални паркови и така натаму, каде што како да антиципирале, ако не им кажал никој како да знаеле, па правеле дај да направиме уште повеќе. И сите, и овие и оние, за да потоа го отвориме прашањето што да се прави сега, освен да се легализира. Добар ден, повелете. Добар ден. Ве поздравувам. Поздрав до вас и до гледачите. Благодарам, повелете. Еве уште еден доказ дека сите партии што се на власт и во опозиција, зборуваат и за ВМРО, и за СДСМ, и за ДУИ, се крајно криминални. И не само што се криминални, туку кога станува збор за оправдување на нивниот криминал, тие се први другарчиња. Гледате дека тука се сложуваат, нема никаков проблем. Додека беа проблемите со издасување на пакетите, не знам, за социјалата, тогаш се држеше секој, не знам, пасош, не знам, државјанства, не знам, што уште не. Меѓутоа, кога станува збор тука за заеднички интереси, тогаш се сложни како најсложни браќа. И јас не знам со кое лице одредени луѓе застапуваат, ги оправдуваат едната, другата или третата партија. Па ова се криминални партии, луѓе, треба да си одат. Ако немаме друга опција, ние пропаднавме, веќе Македонија е пропадната држава. Гледаме дека не владее правото. Немаме никаква заштита на народот. Овие дивоградби, да не мислите вие се засекираат за она сиромаштија што изградила 2 општина. Не, ова е се за тие хатиенди што се градат, дали на политичари, дали на новинари кои што се приклонети кон една или друга партија. Ама тоа е хаос. И ако не се свести овој македонски народ на следните избори да не бира ниедна од овие партии, ние сме веќе пропадната држава и ќе ја сонуваме оваа наша Македонија држава.
се најдобро. Благодарам исто така и вам ви посакувам. Добар ден, повелете. Дали имаме на другата линија гледач? Повелете, добар ден. Ако за овој. Повелете, да, се слушаме. Добар ден. Да, во програма сте. Муки, да кажам нешто во вези со овие. Овој закон што го донесо тие. Абе што ги дава овие праве? Кој ги дава тие праве? Овој дуе го донесо овој закон бе. Овој го дава овие закони го донесо се дуи. Председател што не е заед председател. Срамота да биде овој. Само што да ги биде. Се тој за треска таму и за тој по шапка таму тие, дивоградви тие. Абе какви тие ќе му се дават овие? Кој му дава тие закони бе? Да нас овој без право. Кој го треба да го прави бе таму? Да не кажеме кој е само у туѓе жене дете да прави он таму. Бута му, ручи му се. Легализација, нема легализација бе. Што се вали од ковети бе? Па да прави. Како е за едно шупо да прави тука ми тржат пари, а? А он таму ќе прави таму и дај сега ќе му пусти ми тука. Абе сам да му биде бе. На тој заебе, на тога, тој груби прави бе. И тој дуи прави бе. Сам да ги биде бе. Каква легализација бе? Се да се сруши тој. Какви национални паркови таму ќе му давам да си правиш кој што сака бе тој? Без пари бе. Куде има? У кој држави има тој бе? Да, пари, скрши му се, искрши му го се. Па нека прави друг да види дали ќе прави друг. Каква легализација бе? Сам да ги биде бе, овој. Да не се задам погрешно туја. Се од туја овој бе. И од тој зајавогат. Да ги јебем и фамилија. Добро, бе молам, немојте да се јавувате ако не можете да се контролирате. При тоа, законот не предвидува селективност во смисла да може да легализира ДУИ, СДСМ или ВМРО, да може да легализира албанец, македонец или не знам некој, сеедно. Законот предвидува легализација на сите кои имаат дивоградба. Без оглед, велам, како се вика и од која партија. Предпоставувам дека и самото тоа што гледате и колкав број, 72, ако не се лажам, така, да, 72 гласа за, гласа го покажува тоа. Или ви е доволна порака. Значи, ниту ДУИ може сам, ниту било кој сам не можел. Гледате колку собранието беше за пакетот помош економска блокирана. И тоа исто со уценување. Значи, не е тука прашањето, затоа и спомнав и оној чувствителен аспект и верски и слично, но кој стигнал, направил. И не е против Божиите храмови, напротив, прашањето е околу соодветноста на местото, прашањето е околу, ако е веќе за соодветноста, токму значи за законските процедури, може би е и соодветно. Но се оди со елаборати, со дозволи и се прави, и во редие. И ако сега ретроградно одиме по она што вели Пендаровски од да правиме, создаваме право од неправо, па можеше од почеток тогаш да биде. Па нека оди по закон, па ќе беше според она што токму Густав Радербрух се спротивставува на тоа дека не може само законот да се почитува ако во него нема правда и морал. Но барем ќе беше закон е закон. Вака едноставно се едно. И ако се легализира сега, се легализира неселективно. Кој направил му се легализира, но при тоа, еве, ајде барем, може ли или треба ли да има одговорност зошто се стигнало до оваа состојба? Па од сега да нема, ова да се легализира, а тие што дозволиле да дојде до ова да одговараат. Туку токму заради тие и дојдено до ова, а токму и тие го легализираат тоа. Односно го овозможуваат. А во легализирањето се сите кои направиле. И дали е муслиман, дали е православен, дали е албанец, дали е СДСМ, ДУИ, било кој. Ако не сте успеале вие да направите, ете, тоа е или јас се едно. Добар ден, повелете. Ало? Повелете во програма сте. Добар ден. Ве поздравувам. Во врска со ставата од битола на Христијан Мицковски за законот. Аха. Па не престанува да пука по председателот. Па овој не е Ѓорѓе Иванов. Да му дадат града крши, наводно крши вилата. Или полно други работи што ги искате Ѓорѓе Иванов и братот на жена му на Ѓорѓе Ова е Пендаров.
искрен човек и постан. Многу ароганција, дрскост и самобендисаност од страна на Христијан Мицковски. Ако нема и нешто него пречитате причината. Како се како не вреце на неговите пратеници, да не бивате го него не му одговара. Зашто тој го поддржува криминалот и крадењето и арамилакот. Зашто и тој во тези градби се неговите блиски, да речам пријатели, арами се еден збор. Срамта му е. Да се пух. Тоа само седите нешто повеќе од тоа. Добро, ве поздравувам, благодарам за јавувањето. Добар ден, повелете. Ало, Поздрав до вас, повелете. ало, господин Исто. Да, се слушаме. Се е добро, бе, законите се добри, бе, Исус, ама не се спроведуваат како што треба. Еве, одмah ќе ти кажам, не е проблем, колку викаат 50, 70, 120 хиljadi граѓани немале регулирано. Не е проблем за граѓаните да ги регулира. Тоа е најнормално, за по 1 евро квадрат и нема проблем. Меѓутоа не е проблемот во граѓаните, проблемот во урбаната мафија. Што изградиле на диво, на црно. Ама и за нив излек. Ако сака да го легализира, ќе платат комунали не 100%, него 200%, бе, господин Исове. 200% и Законот нема предвидува проблем. 50% повеќе, како казна. Абе, не 50, 200%. Ако кошта 20.000 евра комуналите, он ќе ги плати сега 40, затоа што не платил ништо. Така. Тоа е најнормално. Но ќе Некој плати го направи 30, тоа. 50% е според законот, не двојно. Ако требало Ама 20, не, па 30. тоа е, бе, господин Исове, тоа е, бе, тиот проблем, бе. Мафија се, бе, партии, бе, Исове, сите. Се работи за нивни блиски бизнис компании. Иначе не е проблем. Законот се си е во ред. Ќе платиш, бе, брат, си градел на црно, ќе платиш дупло, одошто не 50, 150, 200% и ќе ти го легализирам, нема проблем. Ете пари во буџетот. Се е тоа најнормална работа во секоја нормална држава. Мислам на Балканов, на Запад тоа нема шанса да се случи. И сега ќе кажуваме за граѓаните, вие што немаат овакво, што немаат пари. Абе, дај им по 1 евро, нека легализира и готово, бе. Како што беше порано. И еднаш за секојаш да се заврши таа работа. Така. Фала на вниманието, да. прв пат ви се јавувам. Се радувам да се слушнеме повторно и во иднина и за добро само. Околу тие градби се едно, диво градби, па легални, потоа легализирани и слично. Колку за подсетување ве гледате, се актуализира сега и изградбата на висококатници на подрачјето на просторот на поранешната фабрика Треска. Долго време беше и тоа, па дури и негирано, демантирано, зеленило ќе било ништо не се планира, еве сега и тоа постепено се развива како пеперутка од чаура онака, на кукла, само што нема пеперутка биде, очигледно висококатници, нешто и како спроти Холидеин што се планира. Добар ден, повелете. Добар ден, Исо, добар ден, Македонија. Повелете. Што изјава дал Мицковски, на кратко те можам кажем и така во 2-3 збора. Денеска што Бара најкратко и наједноставно бара објаснување за причините за вето поднос на законот за легализација од страна на Пендаровски, со оглед на тоа што според него тој потпишал и многу други поштетни закони. А инаку ова е прв закон што председателот Пендаровски не го потпишал за да стане дел од правниот поредок. И сега ова женава пред мене го напаѓа Мицковски. А Мицковски кажува вистина. Нели, ако памтите, еве, нека пушти жената дома видео на YouTube каде Пендаровски, нели, кажува како опозиционер. Дека кој ќе го смени името Македонија, овој народ душа ќе му извади така, го цитирам Пендаровски. И сега тој стана северен. И сега ова женава му верува на Пендаровски, што менува своји изјави. Дава закани од опозиција дека е тешко предавство ако смениш вековно име Македонија, а сега е северен и се та на такви дворични лажговци им верува. А Мицковски што е за Македонија и за македонско, Мицковски не чинел. То ти е, така да речам, фалење на лагата, на глупоста и на предавството на вакви медиуми. Да се биди предавник во цел свет било кај да е срам. Е срам.
сега за легализација. Јас знам доста луѓе сиромашни кои нели години порано не се легализираат своји домови, живеат во бедни сиромашни домови, а оние кои се криминалци и имаат нелегално изградени палати, кафани, ресторани, за нив нека не важи овој закон, нека важи само за домови, за сиромашни луѓе, а не за некои други. Са друга работа. Чудна дива градба имаме уште од време, нели, кога испустија македонски села и Така, истече времето, благодарам. Пендаровски, помеѓу другото, смета и дека законот нема општествена оправданост и е во спротивност со некои од темелните вредности на Уставот. Па, во таа насока и апелира до сите пратеници независно од политичката припадност, а бидејќи се од словото на Уставот и јавниот интерес, уште еднаш да размислат пред повторно да одлучуваат. И да не оди по скратена постапка, еве исто нешто што е индикативно, и да не оди без јавна расправа. Добар ден, повелете. Ало, добар Ве ден. поздравувам, да. Вака почекав малку. Се извинува на претходниот гледач, само нешто да кажам. Бидејќи партиите се замешани секаде, политички, луѓе не разбираат оваа материја дивоградби. Јас ќе ви кажам само еден пример. Мојот пријател од Холандија, кој сакал нешто да направи во Холандија на некој дрво. До дрвото сакал нешто да направи како клупичка, ред други работи. Го оштетил дрвото, плат казно 10.000 евра и 3 години затвор. Верувам. Па мислам дека културата е на многу ниско ниво, дивоградби има секаде. Дивоградба се и политичките партии во Република Македонија, дека и они се дивоградби, како структура, како се, не само да се материализира нешто што може да се материализира. Например, дивоградби не може да бидат 10 катници, 20 катници. Јас разбирам, дивоградба е на гража, една просторија од 4 на 4, 5 на 5. А што е тоа? 2000 корисна површина, кој лажат они, кој прикажуваат? Да. Него имам ја решение за ова. Малку е ризично ово решение, многу го знаат, него јас сум да дојде некој Ким Джон Ун од Северна Кореја и да ги реши овде проблемите. Вака не иде. Не е јасно и на луѓето во парламентот. Да ти сега правиш, го кршиш законо, а бидејќи си у парламентот. Ако си надвор од парламентот, како ќе чувствуваш? Не ли е јасно дека секоја одлука што ја донесуваат со големо мнозинство е у нивна корист? 70-80 пратениците дават гласање. Па право тие треба да се одат сите. Комплет, локал. Така, ви благодарам, ве разбирам околу таа разлика која правите, што треба да биде дивоградба. Јасно, дивоградба е нешто, ако е, што знам, да речеме, под железничка станица 4x4. А дивоградба од 400 квадрати, потпорни ѕидови и така натаму. Прашањето е таму, значи, каде што не се проблем парите, зошто е дивоградба? Добар ден, повелете. Добар ден, имаме ли гледач? Повелете. Да, има. Тука сме, здраво, повелете. Ајде, другарче, ајде. Ајде, повелете, да. Значи, ова што го подпишал Пендаровски е парче хартија со кое ќе заврши некој нужник, да не кажам, понатака. Но добро, еве и тој се легитимира, како што и другиве се легитимираат, секој со своето, иако не придонесет конкретно. Абе, седе тие филмови, тие више за мои 30 години јаче плурализам, ме научив сите кој како игра, како кој држи топката, кој држи лопатката, кој игра пинг-понг, кој игра тенис, сквош и тие работи, сите ги научивме многу убаво. Ова ќе си пројде, верујни, ќе си пројде, никој никому нема да полага рачуни, него мене ми е мука како овој прилепскиот бот. Знаеш, оние ботови, како видат него партиски, и слични на него и од другата страна, зборам, од Судосомовска страна, кои како само полни правдаат нивните партии, Мицковски, вака, овој, Заев, така, ова.
од тие пати мене, ние страдаме од тие такви пристрасни луѓе кои не размислуваат со своји глави наместо да свати дека ова, значи како она изрекана лозни попови и на црн петок мрсат. Значи, нели може да сватат дека не возат како сакаат овие наши сегашни политичари, дека не вредат, ако ги ставам на ранг, како некои оние рангови се ги даваат по јавни листи по светот, ја би ги ставил не на нула, на минус, на која нула. Урангирање на квалитет, на вредности, на све. Тоа све треба на клопки надвор да се истера, ништо повеќе. Не вредат тие. Здраво. Поздрав до вас, имајте убав ден, добар ден за следниот гледач, повелете. Јапче нешто главата, повелете. Дали се слушаме, повелете? Ало, добар ден. Добар ден во програма сте. Вака сега. Дали се слушаме? Да, одлично. Значи, треба да ни е јасно. Диви градби не може така да се граде. Сите од селата дојдоа да градат во градовите диви градби. Си оставија куќите во село, там си зима приходи и си гради диви градби во градовите кај му текне. Значи, тоа е срамота. Треба да ни е јасно. Дивите градби треба да се сопрат и да се бута се живо и диво да заличат градовите на градови. Сепак, сакат у Европа да улават. Не може со дива градба ти у Европа да улаваш со печурки. Не сме ние у Колумбија. Значи, треба да е јасно на сите у Македонија. Да не ги напуштат селата, си седат таму, да не ги узурпират градовите. Оти народот го побрлавеа у градовите. Почнаа да бегат у странство, поради некој што сакало цело да живее у град и дива градба си прави. Половинта од парламентот се дива градба. Сите се тие дива градба. И онака се дива градба ко политичари и уште дива градба и фале. И двете партии некем да ги смислам, тоа се ѓубриња. Толку имам да кажам и со поздрав. Поздрав, имајте убав ден, добар ден за следниот гледач, повелете. Ајде, добар ден, добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден по втор пат. Нека е прв пат во оваа емисија, така што особено ако е за добар разговор. Истите луѓе се и како исто да е. Сега очи во очи, тоа шпотека, ама така е. Так. Вака се, ја секогаш барам некоја и оправданост и неоправданост. Ова игра на Пендаровски си е игра. И таа на Мицковски е игра. Што да кажам Мицковски и зошто другите закони ги подпишувал, тоа е малку важно. Исто е, ништо неважно е и Пендаровски што не го подпишувал. Наредниот пат ако го изгласат, што ќе се усрамат или она. Ако се интересите такви, толку силни, нема нешто што може да ги спречи тие кападахи кои што можат да земаат се сила на сила, туркат, прават и она, како слично што е ова министарката за образование. Абе, со една сила, со некој знаменце европско. Какво е европско? Мене, знаете како ми боди кој ќе го видам европското ставено, а оно не гнаси, оно не краси, него душа ни вади. И само законите поминуваат експресно со тоа знаменце, а ние никако да се поместиме ко неу. Јас и денеска, значи, овдека е во прашање системот од матрицата во мозокот и она ДНК-та на луѓето и она се систем е тоа во светот и како што овдека. Нашиот систем е вако погрешен е и погрешно. Џабе е тоа да зборуваме ние за хуманизам, како било некаде како. Па ние немаме за урбанизам министерство, имаме за транспорт и врски, па врски фаќај колку сакаш. Але жалост. Ама така е. Видите здрави, живи, среќни и весели. Некако ќе да биде. Ајде исто така, здравие, само и добро расположение, без оглед на се. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Повелете, да. Па видите, ја вака нема да разговараме за законот за дивоградба, пошто во минатата емисија кажав тоа е чиста глупост. Затоа што ако тие сакале да ги легализираат објектите, имаше закон кој важеше доста долго време и со по многу поевтина цена. Так. Што значи дека, мислам, тоа е она дволичност, лицемерието.
Проблемот е сега однесувањето на нашите политичари. Пазете, политички консензус за еден закон да се донесе по скратена постапка и дури денеска имаме јавна уцена од лидер на партија против председателот дека доколку не го потпише законот, тој нема ќе го блокирал законот за продажба на државно земјиште. Да, Сакам да го прашам едно господинот Мицковски. Кој протестираше за градбата кај Мавровка? Кој протестираше, кој правеше пресконференции за платформите на Матка? Кој протестираше за пицеријата на Нефи Усеини во Охрид? За, да не кажам, за сепарацијата? Кој тогаш повикуваше на лицемерие и на Кабадархинско, а пазете, денеска тој истиот Мицковски се става во заштита на тие што ги критикуваше со уцена дека доколку не го припатите. Тоа е едната работа. Втората работа, кој е интересот да интервенираат во членот 43 за да се скратат кривичните гонења против лица кои изградиле диви градби? Дали тоа не е мешање во една друга законска регулатива и до кога во оваа држава ќе се подстикнува кршењето на законите? Дали ја денес како граѓанин можем да отидам горе на Водно, да направам еден ископ од 40 на 40, да удрам темели, нека ми пишуваат пријава, ама знам дека за месец дена тој истиот таму ископ ќе го легализирам. Знаете зашто? Па законот тоа ми го дозволува. Во заштитени подрачја и паркови и се останато. А не куќи и станови како што тврди Александар Николовски. Тоа е на политичко лицемерие, или земете го Пренџов пред 3-4 дена кога беше. Така, јасно. Но добро, земете го и објектот кај Мавровка, кој помпезно пред камери беше урнат и ќе кажете толку тоа. Па не, легализиран е и изграден сега и си има објект таму. А сликите, тие призори од уривањето и од еве како државата не е селективна и слично, тие селективно веројатно треба да останат во сеќавање. Добар ден, повелете. Добар ден. Ве поздравувам, повелете. Еве го слушнавме под паролот на владата господинот Љупчо, ни одржа предавање. Јас би предложила една тема да се зборува за економијата, за скапотијата што не зафати. Да, и тоа како би И само многу слабо, господине, и ги поставувате овие теми. Овие работи ние не можеме да ги објасниме, да им оставиме на институциите, него да зборуваме за обичниот народ како не може да дојде до динар. Луѓе што остана под завод, што не им е решен статусот до пензија, што имаат доста стаж, возрастни во години. Господинот Заев вети дека ќе се донесе некој закон. Една група стечајци што си беа многу гласни, си добија, а многу народ остана под завод без никакви примања. Ја ве молам ко телевизија, овие теми што ги поставувате, не викам дека не се значени, него не се разбираме многу да дискутираме. Јас би предложила да се дискутира повеќе за како излегуваат на крај луѓето што не се способни више за работа, што имаат доволно стаж, доволно старост, да им се даде некој динар до пензија. Да не ви одземам време, ви благодарам и пријатно. Да, ви благодарам за јавувањето. Имавме токму таква тема во средата, вчера пак и немавме емисија, ако не се лажам, денарот стабилен, како цитат на гувернерката на Народна банка Анита Бежовска, а понатаму со наши зборови, така да кажам, каде чекори економијата. И токму зборувавме тука околу изјавата и на господја Бежовска, околу бранот на поскапување, кој таа го образложува со цените на увозните енергенси и слично. Токму тоа и го коментиравме. А какви увозни енергенси се за земјоделството, за сточарството, за месната индустрија која ја имаме? Увозни за возило, кола да купите во ред, немаме индустрија, но за друго. Дури и денеска беше спомнато нешто околу тоа, но секако актуелна тема која за жал ќе биде и понатаму спомнувана со оглед на тоа што растат цените, очигледно гледате допрва, веројатно тука ќе се приклучи
цената на електричната енергија, дали како укинување на ефтината тарифа, дали како поскапување, дали како двете. И тоа штом се огласат дека е се стабилно, како денарот и слично, не очекувајте дека нема така да биде баш, особено кога еве гледате, ќе се припишат работите на други чинители, не знам, цена на увозни енергенси или исто така и струјата, зависиме од ова, од она ќе се најде причина да се оправда тоа, но причината ќе биде некој друг, секако. Како и во секој случај. Добар ден, повелете. Добар ден, имаме ли гледач? Да, се слушаме, повелете. Добар ден, имам... Да, се слушаме, повелете. Да ве поздравам сите во екипата и да ви посакам пријатно попладне. И јас малку ќе кажам дека се согласувам со претходната гледачка која рече економски теми да ставате во емисијата. И сакам само да кажам едно. Како гледачот Лјупчо секогаш прв се јавува. Нека даде малку и простори на другите гледачи, не мора во секоја емисија да се јавува и секогаш прв да биде, да ја држи линијата 10-15 минути пред почеток на емисијата. Мислам дека треба и на другите гледачи да им се даде простор. А сега ќе кажам за темата. Пендаровски е во право, добро што не го подпиша законот, доколку повторно го изгласаат во собрание пратениците, јас ги повикувам уставните судии да бидат реални и да го прогласат за неуставен овој закон, зашто тоа само за богатите ќе важи, сиромавите и така ќе бидат, ќе не можат да си дозволат да си плаќаат. Мислам дека ова се прави се со цел некои бизнисмени од калибарот на Латас да им се овозможи да си ги доправат, да не им бидат урнати, да не одговараат за кривичните дела, за плацеви што имаат по разни делови низ Македонија. Значи, ова што се прави, значи, воедно се согласуваат и власта и опозицијата кога е во нивен интерес и си ги гласаат законите. А кога треба за народот и за економски прашања и за петиот пакет на субвенции, нигде ги немаше и 2 месеци се пазарија, не можеа кворум да обезбедат, а вчера ете така обезбеди, кога беше, не се сеќавам законот, го изгласа едногласно, сите, освен оние помагат. Така, ви благодарам еве за јавувањето. Тука некаде сме на крајот, остануваме, секако ги следиме информациите и како ќе се развива целава ситуација по однос на ова. Во секој случај председателот Пендаровски се повикува токму и на оваа своја одлука за неподпишување на владењето на правото како основен услов за остварување на стратешката цел на нашата држава, токму и по однос на интеграцијата во Европската Унија, и заклучува дека очекува политика која ќе се води во границите на правото. Значи, директно гледате, од тука е онаа негова изјава во која тој вели не може да се согласи од неправото да создаваме право, а за жал усвоениот закон е пример за такво поведение, вели Пендаровски. Се чини еден од примерите, може да кажеме, за тоа што, гледате, што и да не чини некако кај нас, или со други зборови, било што не е во согласност со прописите, секогаш, ако има потреба и кога има потреба, се носат нови прописи кои си се ускладени со потребите на тоа што не е во согласност со тие прописи. Во случајов, значи, дивоградбите не се во согласност со прописите, донесете нов пропис со кој ќе се ускладат потребите на тоа што не е во согласност, односно да ги легализираме дивоградбите. И тука нема селективност, гледате. Нема дали е ДУИ, дали е СДСМ, дали е ВМРО. Сите се во тој закон опфатени. Сега тоа што некој направил, некој не направил, тоа е веќе друга работа, но требало и да се знае дека ќе се донесе пропис со кој ќе се ускладат потребите на тоа што не е во согласност со прописите и ќе стане во согласност со прописите како законско решение. Ќе видиме. Впрочем, како и да е, останувајте
30 дена сега дополнителни и дали Пендаровски што како ќе направи, кажав, тој си го кажа својот став и како таков ќе остане. А понатамошниот чекор е дека според процедурата законот се враќа во собранието и за неговото усвојување е потребно мнозинство од 61 глас. Ќе видиме кои ќе бидат тие 61 глас и нив ќе им остане тоа. На нивна сметка за своја душа. Бидете за своја душа, имајте добро расположение, добро здравје и пријатен викенд. Довидување.